Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Sina i Svetijeg Duha. Posljubeni stavu ga braća. Ova sjetnica, Svetata crkva Božja, koja rekova, nedjela pred praznikom vozdvižuvanje, podiganje na svetio česen i životvoren krst Gospoda. Dnešното Sveto Evangelije napisano od Rakata na Svetog apostol i evangelist Luka, gdje se očuva so značenjето на празникот што ни доаѓа во вторник. Самиот чин на подигање на честиот и животворен крст е торжествен, трепетен и стравопочитен. Тој чин на подигање на крстот се извршува на крајот од утринската богослужба. Сите вие што сте решени да го прославите големиот празник на честниот крст, добро е да присуствувате на чинот на подигање на честниот крст, па да земете учество во таа трепетна стравопочит, што сама од себе, од честиот крст произлегува и не обзема сите присутни на тој чин. Денеска светиот апостол евангелист Лука јасно ни дава до знаење дека Христос не дојде во светот. Христос не влезе во историјата на светот и во историјата на човештвото, за да му суди на светот и на човештвото, туку за да ги спаси. Во пресуден, преломен период од нивното историско постоење, Логосот Божи, Синот на Отецот, од Троичниот Бог, ја прими нашата природа, се воплоти, стана човек и на тој начин влезе во светот за да не спаси. Но цената за спасението на неговата творба, светот е ракотворба Божја и човекот кој што е исто така ракотворба Божја е превисока, прескапа, вели евангелистот. Таа цена можеше да ја плати само воплотениот Син Божи, така што умре за спасение на човекот и на светот. И таа смрт се случи на крст. До тогаш крстот се третира како најбрутално казнено средство во рацете на римскиот император. А на таа смрт, на смрт со крст, ги кажнува најголемите злосторници во царство. Најголемите престапници на закони, најнечестните, најпрезрените. И гледајте сега, браќи и сестри, самиот Господар на човекот и на светот го казна токму со таа смрт, со најсрамната, најтешката, со крстна смрт. Но откако тој беше распнат на крстот, крстот престана да биде казнено средство, туку место, поле на спасението на човекот и на свет. Крстот е сега оружје на мирот. На задната страна од секој крст се исписани зборовите спаси и сохрани.
spasine i sočuvanje posivate na svoj svet, česen i životvoren krst Gospoda. Na krst od Hristos ja pobedi smrta, braći i sestri. I gledajte сега, krst poprima sasvim novo značenje. I njegovite 4 strani ne se prosto straните na jedna geometrijska figura. Туку со тие 4 страни, со тие 4 краци, крстот го опфаќа сиот создаден свет и целото човештво. И исток, и запад, и север, и југ. Во нивните не просто географски граници, туку во нивните духовни и есхатолошки граници. Никој не се качи на небото и никој од небото не се симна доле, вели во евангелската перикопа, што денес ја читаме Светиот апостол и евангелист Лука. Затоа што небото за кое што евангелистот зборува не е географски феномен, простор по кој што можеме да се дигаме, да летаме, да се спуштаме со авиони и со ракети. Небото за кое што зборува Свети апостол евангелист Лука е духовен поим, безпросторен простор и безвремено време. Тоа е царството на Троичниот Бог. Во тоа царство треба да влезе и човекот и сиот создаден свет. За тоа царство е создаден човекот и сиот создаден свет. Во тој влез во вечноста, откако човекот ќе се облече во рубото на несмртниот живот, треба да се спечали овде. И токму тоа Христос успеа да го реализира за нас, откако самиот беше распнат и умре на крст. Браќи и сестри, во денешното Свето Евангелие, евангелистот на еден подруг начин ја прави бележитата разлика помеѓу поимите искупување и спасение, за која што подоцна, многу прецизно и многу задлабочено ке прозборат најумните философи на Светата Црква Божја. На крстот се случи искупувањето на гревот, што нашиот првородител Адам и нашата прамајка Ева го направија имајќи непослушен однос спрема својот Создател. Но на крстот е победен и секој друг грев кој што приведува кон смртта и не одвлекува од животот за кој што сме создадени. А животот со кој што Бог не дарува по природа е несмртен. Него никој не може да го убие, да го уништи. Но многу битна е локацијата во која што ќе треба истиот тој живот да престојува низ вечноста, во вечност. И поимите рај и пекол се духовни поими, а не географски поими. Како што некој сака да ги разбере, како некаква географска локација надвор од оваа земја, во некој друг планетарен систем. Та рајот и пеколот се духовни состојби,
i ние още сега и овде ги живее. Во зависност от тоа, зашто ќе се определи. Слободата е наша. Нашата одлука е наша одлука и никој не може да влијае или да ја превземе така што ќе одлучува место нас за нас. По наша собствена воја, по наш собствен избор, уште сега го градиме рајот или пеколот во себе си. Па гледајте колку треба да бидеме внимателни и одговорни за тоа како зборуваме, како гледаме, како слушаме, како чувствуваме со срцето свое, како ги мислиме, зборовите и целите философски, идеолошки и секакви други системи на мислење. Зашто тоа зависи, зашто сме се определиле, а за тоа зашто сме се определили, тој ќе го живееме цела една вечност. Спасението се случи во воскресението Христово. Но на воскресението Христово, односно на спасението му предходи искупувањето од гревот и од смртта, а токму тоа се случи на крстот. На оној крст за кој што во вторник ќе зборуваме и кој што ни го откри за наше добро прекрасната царица Елена, мајка на првиот христијански император Константин, која што отиде во Цариград, во Ерусалим, имајќи цврста воља да го пронајде крстот на искупувањето на светот и на човекот, имајќи го благословот Господен, го пронајде. Ке чуеме каде и како во вторник го извлече од тие нечисти гнасни простори. Гледајте, понижувањето на Бога не престана и од како беше распнат, убиен и погребен, и од како воскресна, бидејќи неговиот чесен крст не беше чуван на свето и чисто место, туку во џубриштата, во депониите на градот, во градските депонии, таму некаде закопан. А и на местото каде што ѓубрето се фрваше, а почиваше честиот и животворен крст, не никна коприви трње, туку најмирисното растение што ние христијаните го сакаме повеќе од сите други цвеќа, босилокот. Неговото името на тоа растение, грчкото име на тоа растение е царско цвеќе. Босилок доаѓа од Василија, од името цар. Бидејќи царот на славата беше прикован на тој крст. И царот на славата и носителот на несмртноста на тој крст ја победи дефинитивно смртта. Таа победа, браќи и сестри, е извојувана од Бога за сите нас. Но тој не може да ни ја наметне насила, доколку ние не ја примиме како своја победа. Само оној што ја прифаќа победата што Христос ја извојува над смртта, може да рачува дека е сопобедник со победителот смртта. Господ да не научи на тој начин да си го возлюбиме Бога, да го засакаме вечниот и несмртен живот, току што се доаѓа аскетски, подвижнички, исполнувајќи ги, реализирајќи ги заповедите Божи
и правилата на живење во Светата Црква Божја. Амин. И за многу години. Христа.